Среда 22 октомври, кратки вести во 12 часот. Водостојот на Охридското езеро речиси една недела е на кота од 693,14 метри надморска височина, далеку од просекот за октомври, а многу блиску, само 4 сантиметри над минимално дозволената. Покрај тоа, од препознатливиот символ на градот Охрид, билјанините извори и понатаму не истекува вода, а ваквата состојба трае веќе 2 месеци. Во меѓувреме во Струга се реконструира регулациониот објект познат како дрвениот мост, преку кој се врши регулација на истекот на водите од Охридското езеро во реката Црн Дрим. Најавено е дека ќе следи изготвување основен проект за автоматска контрола на испустот и далечинско управување со нивото на Охридското езеро и реката Црн Дрим со цел да се обезбеди поефикасна и еколошки одржлива регулација. Од недела започнува зимскиот ред на летање на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. ТАВ Македонија најави 10 нови дестинации од македонските аеродроми за предстојната сезона. Од Охрид ќе се лета кон Базел од 27 октомври и до Милано почнувајќи од 30 март 2026 година. Со новиот зимски распоред, Охридскиот аеродром ќе има 5 дестинации со 3 авиокомпании. Аеродромот Свети Апостол Павле Охрид бележи двоцифрен пораст од високи 16,2% со услужени 209.832 патници во периодот јануари-септември оваа година. Центарот за култура Григор Прличев распиша конкурс за избор на најдобра поема Григор Прличев за 2025 година. Ке трае заклучно до 22 ноември. Тематската содржина на поемата со која што се конкурира е од слободен карактер, а еден автор може да пријави само едно дело. Конкурсот е анонимен, а за најдобрата поема предвидена е и парична награда. За изборот, односно наградата, одлучува 3-члено жири. Поемите кои нема да пристигнат до определениот рок или нема да ги исполнуваат условите од конкурсот, нема да бидат земени во предвид за наградата. Времето денес променливо облачно со услови за дожд, дува слаб до умерен југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 17 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.